Даде баклава за Бајрам, но не и изјава. Лидерот на ДУИ Али Ахмети побегна од новинарите. Јавноста остана без одговор. Кои министри Ахмети планира да ги повлече од владата, но и како ги коментира бомбите за високи партиски функционери од неговата партија што ги објавува ЛЧК. Случањата во салата на Киномилениум и од левата и од десната страна на Ахмети беа резервирани за неговите најблиски соработници, министри, градоначалници и директори од редовите на интегративците. На прославата 17 години ДУИ, Ахмети се обрати само на албански, без да биде обезбеден превод на македонски јазик. Медиумите на албански јазик пренесоа дека тука во свој одговор рекол оти не ги слушнал бомбите. Ниту сум ги слушнал, ниту пак ќе ги слушнам. Од пријатели дознав дека станувало збор само за утринска слана, што брзо ќе исчезне, односно дека во нив немало ништо официјално, туку само неврзани разговори. Судството треба да се справи со случајот. Министерот за животна средина Садула Дурако е еден од министрите кои се споменува дека поради слабите резултати ќе го добие префиксот X. Дурако, попознат како командант Вентили, овој пат одлучи да зборува само на албански јазик. Новинарите не ја исклучија можноста дека командант Вентили на ваков начин се обидува да го подобри својот рейтинг. Уне nuk di kur gjo. A dobro, on znam što ti kaže? Orno? Da li će me premesti na drugo ministarstvo, druga Nuk e di, se di. Расположен за изјава беше екс-министерот за правда, Билен Салии, кој сам си поднесе оставка. Тоа е работа на политичките лидери, на премиерот Заев, кои ги поставиле на такви задачи и веројатно пред нив ќе треба да си положат одговорности и отчет за нивното сработено, така да врз основа на тоа оние ќе си одлучат кој ќе се замени, односно кој ќе се предаде институција. Промените во владата се очекуваат да се случат најдоцна до средината на јуни.